Почитувани новинари, почитувани граѓани, ВМРО ДПМНЕ не се откажува од блокадата за законите кои носат подобар живот за сите граѓани, закони кои се во интерес на државата. По секоја цена, ВМРО ДПМНЕ го кочи законот со кој државата ќе добие нов современ клинички центар во општината Ѓорче Петров, прв пат по 80 години. Откако владееја 11 години, ги лажеа граѓаните дека ќе изградат нов клинички центар, денес, кога се создадени сите услови за реализација на овој капитален проект, тие го кочат и блокираат. Со ова, ВМРО ДПМНЕ предводена од Христијан Мицковски застанува против здравствениот систем и против здравието на граѓаните. Дека на пратениците на ВМРО ДПМНЕ единствена задача им е да го кочат секој закон кој е во интерес на граѓаните, докажуваат и блокадите на законот за служба во армијата. Со 2000 амандмани, ВМРО ДПМНЕ се противи на олеснување на условите за пензионирање, на поголема отпремнина за припадници на армијата. Пратениците на ВМРО ДПМНЕ се против тоа војниците да имаат право на избор, се против војниците да имаат можност да добијат и 20.000 евра отпремнина по навршувањето на 45 години возраст. Се противи и на дополнителни поволности при пензионирањето. Лажни и лицемерни се тврдењата на ВМРО ДПМНЕ дека со ова сакале да го подобрат овој закон. Тоа што за закон кој има 30 на членови, пратениците на ВМРО ДПМНЕ поднесуваат 2000 амандмани, не е никакво подобрување, туку класична блокада на измените и дополнувањата на законот. Почитувани, додека парламентарното мнозинство предводено од СДСМ работи во интерес на граѓаните, ВМРО ДПМНЕ заради лични и дневно партиски интереси кочи и блокира закони и обструира работата на собранието. Затоа 6 пати се поразувани од граѓаните. Затоа ги чека нов пораз на изборите во есен. Благодарам.